Гостин во Дневникот на телевизија Спектра е директорот на Агенцијата за катастар и недвижности на Република Македонија, Слав. Здраво, добро ве најдов. Минатата недела промовиравте новини во однос на физичките делби на градежното земјиште. Па да им откриеме нешто на гледачите повеќе за ова. Да, значи, во Република Македонија определена градежна или катастарска парцела со позитивните прописи може, доколку има повеќе собственици, да направат физичка делба на истата, нормално во услови предвидени со законот. Во делот на градежното земјиште, во изминативе периоди се многу граѓани се жалене на зачестена појава пред се во градовите каде што има колективни стамбени згради, каде што инвеститорите после изградбата на зградата кога ги продаваат становите, иако законска обврска е покрај самиот стан да се продаде дел од земјиштето, тоа не го прават, туку само им го продаваат станот, додека земјиштето останува и понатаму во нивна собственост. После продажбата на самата зграда, тие правеле физички делби каде што зградата ја делеле во една катастарска парцела, додека паркинг местата вообичаено што се околу зградата ги делеле во друга катастарска парцела и при тоа на граѓаните кои што вчера паркирале на тие паркинг места, ги терале на некој начин да плаќаат закуп или им ги продавале, а буквално продавале нешто што го нема на лице место, тоа е воздух, тоа се само обележени паркинг места. Ова појава ни даде да знаеме дека треба да едноставно го вклучи алармот, да направиме ни додатни напори заедно со Министерството за транспорт и врски и со Геодетската комора на Република Македонија добро да ја согледаме ситуацијата и да најдеме решение. Веќе законот ја помина владината процедура, измените на законот за градење, тие се веќе во собранска процедура, каде што физичката делба е дозволена, може да се прави, зборам за градежното земјиште, но кај колективните згради има ограничувања, односно таму не може да се прави физичка делба и во иднина катастарот нема да запишува станови во собственост на едно лице, доколку инвеститорот покрај станот не му продава и дел од земјиштето. Така да оваа појава е веќе сузбиена и веќе кога се продава стан, задолжително инвеститорите мора да продаваат дел од земјиштето. Така, контакт центарот на Агенцијата за катастар за недвижности се збогати со 3 нови новини. Дали може да дадете повеќе детали за што точно станува збор? Агенцијата за катастар и недвижности во изминатиот период поврза повеќе од 700 професионални корисници, така да голем број на корисници, како например сите нотари, сите геодетски фирми, сите општини, веќе граѓаните не ги праќаат во катастарот да ја завршат својата работа, туку граѓанинот кој ќе оди кај нотарот кој ќе во случај да говорат по електронски пат го доставува катастрот. Исто така и со општината, исто така и со другите институции кои што се поврзани со катастрот. Ова наметна потреба дека веќе граѓаните не доаѓаат на шалтерите да се распрашаат за определена работа што не им е јасна, туку ја наметна потребата дека треба да се направи еден центар каде што граѓаните по телефонски пат или по прат на имејл ќе може да се обратат до тој центар за да ги добијат потребните информации. Тој центар, контакт центар го направивме некаде минатата година и во оваа година дена видовме дека потребата на граѓаните се зголемува. Така, оваа година го надградивме овој контакт центар со можност да граѓаните преку телефон да закажат состанок со определен раководител. Така да ако до сега требаше, например, еве тука сме во Лабуништа, да појдат во Струга за да закажат некој состанок со раководителот или со некој друг човек од работен во катастарот, сега едноставно може на бесплатниот телефонски број 0880 800 да се јават и веднаш автоматски да закажат термин кој што е потребен за да не одат на два пати, може да појдат да не го најдат па да се враќаат на така навака, туку веднаш преку телефонски број да го закажат тој термин. Исто ние понатака автоматски тој предмет се распоредува кај раководителот и го следиме, знаеме дали го примил човекот, дали му е завршена работата и така натаму. На тој начин добиваме сознание дали е услужен како што треба граѓанинот. Тоа е едната работа. Втората работа која што го надградивме овој систем е можноста да масовно ги известуваме граѓаните за определени работи. Посебно професионалните корисници. Например, може да се случи да дојде до пат на електрична енергија или до пат на интернет и така натаму. И во таков случај ние ги известуваме граѓаните, професионалните корисници дека системот не работи, дека има определен проблем и од која ќе се надмине понатаму повторно ги известуваме. Или пак се случува некоја новина.
некоја нова реформа имаме направена. И во тој случај исто така можеме масовно да ги известиме и така да надградбата на овој систем го возможува, ја возможува се тоа работа. Тука ние не застануваме, понатака ќе има и нови развој во овој контакт центар, пред се можноста да преку имейл или преку SMS граѓанот да биде информиран кога ќе му биде решен предметот во катастарот и такви други работи. Така, го напоменавме контакт центарот, ме интересира дали граѓаните се доволно запознаени со дека постои еден таков контакт центар каде може да се информираат за сите своји потреби кои ги имаат кон катастарот. Ние правиме максимални напори да ги информираме граѓаните, вака преку вас телевизиите, преку печатените медиуми, преку пресконференциите, значи правиме максимални напори да ги информираме. Исто така имаме една убава акција која што секоја година ја спроведуваме, тоа е отворени денови на катастарот, каде што екипи од катастарот одат од град во град, ги повикуваме граѓаните да дојдат со цел да ги запознаеме со сите новини кои што ги има во катастарот, но и ако има некој проблем со катастарот да го решиме. Така да на повеќе начини, на повеќе начини настојуваме да ги информираме граѓаните за сите новини, вклучително и за оваа. Посебно што веќе катастарот се дигитализира во сите негови делови и веќе интернетот и телефонијата се средство каде што и во иднина уште повеќе ќе бидат застапени, затоа работата на контакт центарот и како ни е битна. Така, компаниите почна активно да го користат инфраструктурниот, односно подземниот катастар. Како сте спомнали таквата активност? Инфраструктурниот катастар е една работа која што до сега во Република Македонија беше на некој начин непозната или заборавена. Во 2013 година владата го донесе законот за инфраструктурен катастар и веќе започнавме да ги запишуваме и првите инфраструктури. Под инфраструктурен катастар за вашите гледачи да разберат се работи за цела подземна инсталација, како што се водоводи, канализации, оптички кабли, бакарни кабли и се тоа на надземна инсталација, како што се исто да речеме каблите за пренос на електрична енергија, телекомуникацијските, исто така целокупната сообраќајна инфраструктура, буквално целокупната инфраструктура целта е да се запише во катастарот. Благодарение на законот за легализација на бесправно изградените објекти, веќе во катастарот се овозможи да се легализираат истите и сите овие големи компании како Еван, Мепсо, Телеком и така натаму си поднесува барање за легализација и сега во овој момент имаме масовно легализирање на таа инфраструктура. За целта на овој инфраструктурен катастар е двојна. Прво како држава да знаеме каде се поминуваат инфраструктурите, бидејќи во минатото и сега се случува да при копање некои градежни работи да се оштетат некоја инфраструктура, или пак во другиот случај кога самите компании ги изградиле и имаат вложено огромни средства, но како бенефит од тоа немаат ништо. Значи буквално никаде не се регистрирани. Сега со инфраструктурен катастар ти добиваат имотелист и веќе една компанија успеа да се добие хипотека на инфраструктурата. Значи се работи за инфраструктурен објект за водоводна цевка, каде што за отприлика 10 км водовод Тутунска банка од Скопје даде заем од 2,7 милиони евра, значи средства за нови инвестиции. Значи целта на подземниот катастар од една страна е точна евиденција кај се наоѓа ради заштита, а од друга страна целова инфраструктура да се стави во бизнес во развој на економијата. Така, Агенцијата за катастар на недвижности изработува и бесплатни геодетски елаборати за социјално рандливите категории, но и за лицата кои поседуваат стара градежно-техничка документација. А исто така паралелно работите и за ажурирање на катастарските парцели во некои катастарски општини. Па нешто подетално за... Да, катастарот полека во своите стратегии се насочува кон тоа да ги подобри своите податоци. Значи, со сите мерки што ги преземаме, гледаме како да сите згради во Република Македонија, сите објекти, сите парцели да бидат изложени, да си добијат имотари, да се знае кој е собственикот, а исто така и да помогнеме за оние социјално ранливи категории. Во делот на бесплатно изготвување на геодетски елаборати на социјалните категории, тоа направивме од веќе 2014 година и до сега имаме околу 6300 такви геодетски елаборати изработено. На територијата на Струга се околу 120-тина. На овој начин овозможуваме граѓаните кои што примаат социјална помош или пак се лица со ниски примања до 168.000 денари бруто да едноставно
катастрот бесплатно им изготви геодетски елаборат и понатака со истиот да понесат во општината и да си легализираат својот имоти, да добијат имотен лист. Исто така, од оваа година бесплатно изготвуваме геодетски елаборати за граѓаните кои што имаат стара градежно-техничка документација. Има доста граѓани кои што минатото добиле градежно-техничка документација, но од разни причини не ја донајде во катастрот за да се запише. Сега на истите им треба геодетски елаборат, но во минатото катастрот при оnih систематски запишувања на правото на недвижностите на граѓаните им правил бесплатни геодетски елаборати. Со цел да не бидат во подредена состојба, ние овозможивме да сите овие граѓани што имаат стара градежно-техничка документација, пред се мисли за одобрение за градба, за проект, одобрение за употреба, тоа е градежно-техничка документација што граѓаните треба да ја поседуваат, треба да се обратат до катастрот овде конкретно во Струга, да ги достават и катастрот или за лице место ќе направи бесплатен геодетски елаборат и тој објект ќе се запише во катастрот веднаш врз основа на таа градежно-техничка документација. И исто така во делот на одržањето на потоците, еве конкретно и овде во Лабуниште имаме еден сличен проблем кој што настојуваме да го решиме. Минатата година негде во септември месец промовиравме една мерка, председателот на владата ја промираше една мерка која што последна година можеме веќе да ги кажеме резултатите. Кога се правил катастрот, односно на територијата со зборам на цела Република Македонија, негде авионска опоставка со фотограметрија, односно попатно авионско снимање. Авионското снимање било започнато далечната 57 година, па некаде завршено до 2006 година. Во ова масовно правење на катастар има определени грешки на самиот катастар, каде што има навлегување на едни комшии кај други. Од некаде во катастрот во моментот 4,1 милион парцели, кога што има цела држава, кај 54.000 парцели се јавија вакви проблеми. Имајќи го во предвид, минатата година, со цел да ја олесниме работава, бидејќи за исправка на овие грешки до тој момент, до ланската година, беше неопходно да се направи геодетски елаборат, беше неопходно да се направи договор за физичка делба и потоа да се дојде во катастрот и да се исправат овие грешки. Минатата година се направи една мерка каде што ако има разбирање, ако има согласност меѓу комшиите каде е точната граница, да истите заедно појдат до најблискиот нотар, да дадат изјава дека се слагаат со она линија која што е фактичка состојба на самиот терен и катастрот да ја реализира оваа мерка. Еве година дена покасно имаме до сега решено околу 1000 парцели, кои што се веќе тие со собственички односи се разрешени и веќе немаат граѓаните проблем, но оваа година приметивме дека има разноразни ситуации кои што го спречуваат овој процес. Например, имаме ситуација каде што едноставно нема разбирање меѓу комшиите. Едниот сака, другиот не сака да подпише. И имаме ситуација каде што едниот сака да подпише, другиот сака, ама не му е наследено земјиштето, значи се уште се води на дедо прадедо, па не може да подпише. Или не му е приватизирано ако е за градските средини, се уште се води на Република Македонија, не може исто така да подпише. Или пак имаме ситуација каде што иселен во странство, не може да го најде човекот. Имајќи ги предвид овие ситуации, во моментот правиме анализи како овој процес да го подобриме, како катастрот да се вклучи во целата работа, бидејќи чувствуваме дека нема доволно иницијатива од самите граѓани да ги решат овие проблеми, така да во блиско време сигурно ќе излеземе со некоја нова мерка, се со цел да олесниме на граѓаните и овие навлегувања на едни комши кај други да станат минато, односно за катастрот како за Македонија, така и за сите катастри во светот, најбитно е фактичката состојба. Она што е на лице место, тоа да биде запишено во катастар, а тоа е најдобро за сите граѓани и граѓаните почнат тоа да бараат. Така, ме интересира, еве во Струшкиот регион и Лабуниште, дали се добро запознаени дека Агенцијата за катастар на недвижности изработува бесплатни геодетски елаборати за стара градежно-техничка документација. Дали има такви случаи во Веќе има и во Струшко и во Охридско, пред се во градските средини, каде што граѓаните имале таа документација и ја доставуваат. Вака, само да се разбереме, во Република Македонија има околу 1 милион објекти, ние очекуваме по оние анализи што ги направивме околу 5000 вакви случаи, затоа што по големиот дел веќе си имаат завршена својата работа во постапките на тоа систематско запишување. Така да еве упатуваме на напад до сите граѓани во Струшко, околината, кои што поседуваат ваква градежно-техничка документација,
документација, да се оправда до Устрошкиот катастар, да донесат, да закажат термин кога потоа екипи од Устрошкиот катастар ќе дојдат во нивниот дом и ќе извршат премер за да направат бесплатен геодетски лаборат, така да ги повикувам сите граѓани што имаат ваква документација најбрзо што може да се обратат до катастарот со цел на време да се изготват елаборатите. Да. Покрај сите мерки кои ги напоменавте за кои работи Агенцијата за катастар на недвижности, исто така Агенцијата за катастар на недвижности на некој начин направи берза на недвижностите преку регистарот на цени. Што покажува првиот извештај? Регистарот на цени на недвижности закупнени беше една неопходна работа која што катастарот мораше да направи. За една недвижност најбитни работи се три. Тоа е да се знае кој е собственик, да се знае колкава е површината и третата работа е да се знае колку вреди таа недвижност. Значи, вредноста на секоја недвижност е нешто што мораме да го направиме. Че кога се стигне до вредност за секој објект или за секоја парцела или за секој имот е најнапред да се направи регистар на цени на недвижности, а потоа да се направи масовна проценка на недвижностите, каде што секоја недвижност ќе си добие своја вредност. Исто така, денес како сакате да купите, да продадете стан, куќа, земја, нива, шума и така натаму, едноставно вие до сега нема и каде да проверите колку вреди тоа. Регистарот на цени на недвижности закупени го направивме во март минатата година, 2015 година, и веќе во истиот има преку 20.000 трансакции. Тоа е транспарентен, јавно објавен на нашата веб страна на катастарот. Секој може да пристапи, да го уклучи слово што се однесува за цени закупени, да види во подрачјето што му е предмет на интерес како се движат цените, односно кои трансакции се направени по која цена. Ние веќе го издадовме и првиот, како што спомнавте и вие, и првиот извештај од регистарот на цени закупени, така да можеме во прилика да спомнам некои работи. Например, на територијата од надлежност што е на одделението во Струга, во период од март до август 2015 година регистрирани се 226 трансакции. Можеме да дадеме и некои други податоци, например, вкупен промет е направен во висина од 244 милиона 256 хиляди денари во овој 6-месечен период, што кажува дека имаме голем обрт, односно доставково продажби, и истргувани се 138.706 метри квадратни. Просечна цена на стан во Струга, согласно податоците за овој 6-месечен период, била 22.150 денари. Значи, имало и повисоки и пониски, но просечна цена е таа. Исто така од регистарот имаме и цените на закупите, така да и закупнините исто така се објавени. Целиот сите овие податоци од регистарот на цени и закупнини се транспарентни и се објавени на веб страната на Агенцијата за катастар на недвижности и секој граѓанин може да пристапи, да ги види и на тој начин да добие информација како се движат цените на становите или пак ако сака да даде под кир или да земе под кирија некој стан, објект, земјиште, едноставно да види како се движат цените. Така. Каков е интересот на граѓаните за електронската продавница на Агенцијата за катастар на недвижности и колку податоци до сега се купени по електронски пат? Да, Агенцијата за катастар на недвижности, следејќи модерните трендови во светот и во Европа, е прва државна институција која што возможи граѓаните, компаниите преку интернет да си нарачаат имотен лист, копија од катастарски план и други податоци со кои што располага катастарот, електронски да ги платат, значи преку виртуелен посттерминал со платежна картичка, и истите, доколку сака во електронска форма да ги добие веднаш на својата имейл адреса што ќе остави, или ако сака во хартиена форма, истите да ги испратени по пошта. Ова мерка на основа проект го реализиравме во декември 2015 година и е веќе полни 7 месеци како се реализира. Од почетокот на реализацијата на овој проект до сега имаме преку 2000 регистрирани корисници на овие услуги и тоа не само од Македонија, туку од цел свет, дури од сите континенти имаме нарачки на имотни листови, пошто нели имаме и средници секаде во низ Европа, па дури од Австралија имаме и од Америка. До сега имаме продадено преку 140.000 производи на овие граѓани, така да електронската продавница зазема еден се поголем
замов, така да веќе граѓаните, ако до сега требаше да се појде, например, во катастарот во Струга за да извадат имотели, сега може да го наврчате преку интернет, па сакате во хартиена форма дома да ви го донесат по пошта или по интернет во електронска форма, да ви стигне веднаш на мејл. Електронската форма исто така е интересна што веќе многу други државни органи ја практикуваат. Например, за одобрение за градба ви треба електронски имотен лист. За ако сте корисници на социјална ако сте корисници на субвенции, исто така апликациите електронски, така да електронска форма на имотен лист ви е потребен. Така да веќе со електронската продавница ги овозможивме да секој граѓанин катастарот малтене да го има во свој дом. Така. Катастарот во последно време е доста и посетуван од страна на катастарите од регионот. На што се должи? Катастарот е на институција која што до 2006 година бајаше може една од најлошите институции, заедно со царината и со управата за јавни приходи. Во изминативе 10 години катастарот успеа од една најлоша институција во државата да прерасне во една од подобрите институции. Секако има уште многу работа, има уште многу нешта што треба да се подобрат, но овој развој на катастарот беше ценет од Светска банка, исто така и ценет од Европската комисија. Не случајно се извештаите секоја година и од Европската комисија и од Doing Business на Светска банка, каде што катастарот се става една од подобрите институции во држава. Например, минатиот извештај на Светска банка, македонскиот катастар беше рангиран на 10-то место во светот. Значи од 190-200 држави во светот, македонскиот катастар е 10-ти по рангирањето на Doing Business за Светска банка. Сето ова придонесе да земите пред се од регионот, како Србија, Албанија, Косово, Босна, Црна Гора, па и Хрватска и Словенија, се заинтересираат за сите реформи што ги прави катастарот, и не само земите од регионот, туку и земите од малку подалеку. Например, имавме посета од катастарот од Азербејџан, имавме посета од катастарот од Никарагва, и имавме тоа Јужна Америка, и посета од катастарот од Никарагва и од Хондурас. Сите тие дојдоа кај нас, ги видоа нашите чекори, како ние сме ги направиле реформите, наши луѓе исто така, се во комуникација со истите, например, противме екипи во Хондурас кои што им помагаа на колегите за определени работи кои што може да се применат. Многу е далеко Хондурас, верувајте, ама луѓето замолија, така да тука сме да помогнеме. Катастарот успеа во еден краток период да направи многу реформи. Големи реформи, крупни реформи, кои што ни ги отворија патот да можеме да помогнеме на други катастри на светот за оние чекори ние што сме ги правиле, да им ги пренесеме и да видат она што може да применат од нашето искуство, да го применат и кај себе. Господине Трпески, на почетокот на нашиот разговор напоменавте многу проекти кои сте прифатени доста од граѓаните на Република Македонија. За крај на нашиот разговор да им ги откриеме идните планови на катастар. Катастарот секогаш има некои нови работи кои што ќе ги прави. Нешто што во блиски иднина започнуваме да го правиме заедно со Министерството за транспорт и врски општините, тоа е новиот адресен регистар. Знаеме колку адресите се исполитизираа во минатиот период, посебно знаеме во Република Македонија немаме еден стандардизиран адресен регистар. Имаме цели села што се водат на една адреса или цели диви наслоби по големите градови кои што исто така се водат на една адреса. Тоа секако не е пречка за гласање, но се злоупотреби. И на ниво на Европска унија исто така адресите не се кои неколку средини, затоа Европската унија 2014 година, значи пред нецели 2 години, донесе една регулатива која што кажа како треба да се направат адресите. Ние заедно со Министерството работиме веќе на новиот закон за адресен регистар, паралелно со тоа катастарот работи на нов софтвер, така да очекуваме веќе на крајот на оваа година, почетокот на наредна да започнеме и со формирање на еден нов адресен регистар. Целта на тој адресен регистар секој граѓанин да со едноставен клик да дојде до соодветната локација која што го интересира. Сега тоа го нема. Ќе го направиме, тоа е една голема работа која што исто така не стои пред нас. Исто така, као катастар влегуваме во модерните катастри во делот на 3D катастарот. 3D катастарот е покрај тоа што ние објектите ги запишуваме становите, има имотен лист, да може да се видат и самите етажни скици, да се види распоредот, да се види висината на објектот и така натаму. Тоа е фактички
да, доста интересни работи. Напомнеме дека регистрот на цени го направивме, но доаѓа период сега веќе кога треба да направиме и масовната проценка, односно секој објект во Република Македонија да си добие цена, така да тоа исто така една голема работа која што ни следи. Има и многу други работи кои што се пред нас, но ова се вака некои покрупни кои што вреди да се споменат. Јас ви благодарам што одвоивте време покрај напорната работа да дојдете во Струга, да бидете гости во телевизија Спектра. Се надевам дека за скоро време повторно ќе ни бидете гости со нови проекти кои ги реализира катастарот и благодарам уште еднаш. Благодарам јас.